Radio Mileva. Емисија за здравје и општа култура. Здраво и добре дојдовте во втората епизода на подкастот Радио Милева, емисија за здравје и општа култура. Јас сум Румена Божаровска, тука со мене Ирена Цветковиќ и Јана Јакимовска. Ние сме трите Милеви и ви се јавуваме од студиото на Бруталиск. Минатата епизода зборувавме за културата на откажување и сега ќе имаме нова тема, која што е малку поширока, но еве, да речем, на некоја ниво ќе ја крстиме да се шливи или не. Ирена, можеш да не воведеш малку во темата? Може. Здраво Македонија, здраво македонки. И не е случајно што денес имаме толку широка тема, затоа што бевме инспирирани од патриотскиот подкаст, првата епизода на нашите колеги од интернет просторот, македонци исто така, која што ја наменија, односно ја посветија на ЛГБТИ и на феминизмот, и како вистински соговорници мислам дека треба на некој начин или може би не треба да одговориме. Бидејќи се во патриотскиот подкаст видовме дека да се биде македонец е меѓу другото значи да се пие ракија. Денеска сакав да ве почастам со по една ракија и да наздравиме за Македонија. За Македонија. За Македонија. Да ни ја вечер. Упс. Брат, во Македонија. Брат. Колку степени ова, брат? 40, послабо беше ова. Слабичко. Не, во принцип не знаевме имавме идеи за различни теми на кои што ќе зборуваме, но ова ни дојде како хец на десетка, затоа што имавме различни ставови за тоа дали воопшто треба да се обрнува внимание на овој тип наративи или не. Наратив, така фино звучи за таква манифестација. Па колку сум фина. Фина. Ама сметавме дека пошто во тој подкаст, кој што морам да кажам, го изгледав целиот, трае саат и 46 минути и вие знаете, фала што ми бевте поддршка во целиот процес. Во тој подкаст слушнав многу работи, за тоа како треба сакаш нешто. Да, сакам да се умешам. Јас успеав да отслушам 5 минути и 19 секунди рамно. Ти, Румена? Јас прво успеав 3 минути, па после тоа се откажав, па реков нема смисла, Ирена го гледала, не е во ред, да јас ќе се потрудам и па малце мислам дека осевкупно околу 11 минути. Добро, јас сум трето место, а во чест на нашата рекордерка изработив еден строго професионален орден, кој што можеме да ја го доделиме. Еве, Румена. Стварно ми направи орден? Да, можеш да ја го закачиш. Значи, прв пат заслужено морам да кажам. Да. За орден за доследност. Не само доследност, мислам навистина е стварно е потват да изгледаш нешто такво. Јас навистина се обидов и беше многу тешко. Може да зборуваме малку потоцно за тоа, ама мислам ти се пожртвува за нас, се пожртвува за каузата. Се жртвав за Македонија, како и во многу наврати досега. Но она што ми стана, мислам, слушнав се нешта внатре, од тоа какви треба да се жените, какви треба да се девојките, дали постои или не постои насилство, дали какви се геј луѓето, дали треба да има парада и слично. И тоа што ме вознемири е тоа што ние во јавноста немаме никаков друг глас освен овој поврзан со овие теми. Во отсуство на било какви, па еве да речеме посериозни дискусии кои што ги интересираат и момчињата и девојчињата и мажите и жените и сите луѓе просто, прашања кои што се поврзани, не знам, со нашите тела, нашата сексуалност, со врските кои што ги, релациите кои што ги градиме едни со други, со интимата, со љубовта, со љубомората, со насилството. Тоа се многу важни теми, особено за младите. И бидејќи одредени луѓе решија дека овие теми, односно мнозинството веројатно,
решило дека овие теми не треба да се обработуваат во образование, треба да бидат откажани во медиумите, во науката, во литературата, нас ни остануваат нашите млади или возрастни од сите генерации, единствено да ги бараат одговорите на своите дилеми на интернет, слушајќи подкасти од тој тип. И ние имаме подкаст, но исто така сметам дека ние треба да донесеме некаков друг глас, освен овој доминантниот. Затоа што она што го слушнале, не знам веќе колку, на 20.000, претежно млади лица, како што и самите луѓе во тој подкаст зборуваат дека младите им се публика. Она што тие го научија од овој сат и 46 минути е дека хомосексуалноста е неприродна и ненормална. Ова е тоа белешките од тој сат и 46 минути. Да. Аха, браво. Добро. Од јас до ништо не стигнав. Дека менувањето кај жените на партнери не е проституција, туку курварлук. И дека таквите жени ги споредија со брави кои што се отклучувани со многу клучеви, така што тие се разлабавени, веројатно претпоставувате на каде алоцираат бравата во нашите тела. Раѓањето на деца или создавањето на семејство не се смета за лична одлука, туку е должност, нешто што должиме на предците. Ендрю Тейт е позитивен лик, дури кога кажува, не знам, страшни работи со кои што никој нормален човек не би се служил, мора да разбереме дека тоа е маркетинг и не застануваат туку предлагаат Ендрю Тейт да биде изучуван како маркетинг гуру на тој тип на студии. Интересна е самодовербата кај овие момчиња. Сите будалаштини што ги кажа, ги врамија со имам читано, имам истражувано. Па, например, не знам дали знаете, драги мои професорки, дека Римското царство пропаднало затоа што римјаните повеќе немале природен непријател и тогаш се бавеле со глупости и пропаднале, а тоа се случува и со современиот свет, кога немаме војни, кога немаме природни непријатели помеѓу себе, ние се бавиме со човекови права, феминистки и паради. И бога ми има сега да пропаднеме сигурно ради тоа. Па веќе пропаѓаме според нив, it's a doomsday. Па да, крајот на светот е заради тоа. А оно што мене да речеме најмногу ме вознемери е дури овој подржувачки глас на една девојка која што е со нив, кој што се обиде да раскаже да раскаже, да објасни теоријата на настанок на хомосексуалноста, замислете. Нешто што воопшто како научно прашање одамна не се таргетира, но и кога се таргетирало еден тон работи се напишани. Оно што пара уши е тоа што ова знаење неколку пати повторува, го добило од својот професор. Значи, според професорот во образовна институција се шири теоријата дека хомосексуалноста настанува во војна. Предпоставувате, мажите остануваат долго време сами едни со други и во неможност да општат со своите жени, мораат меѓу себе, на што мудро еден од нив препорачува мастурбација. Чисто како превенција од хомосексуализам. Мислам, знам дека е смешно. Не знам, го гледавте на кратко, видовте еден со фантомка. Мене тој ми беше прилично интересен. Сакам, добро, што побогу се крие човекот? Што мисли дека страшно прави кога повторува ставови на мнозинството и дали ние се зезнавме што си ги откривме идентитетите и веројатно цигани диша во пра. Види, Рена може има многу бубулици, онака е мал, може затоа носи фантомка, а друго не знам, другата опција е да, всушност мене исто така ми означува дека е насилник. Оти ако тој нападне некоја феминистка или жена која што има разлабавена брава, нели не можам со бравата, што го прави тоа мојот гинеколог? Бравар? Не разбирам. Ама Тито. Ама не ми е јасно, значи за мене носење на фантомка не сам може означува насилство. Значи кога ќе влезам некаде јас некого да тепам, не можам да бидам откриен. Да, или во овие отпорашки култури, ако излегуваме на некакви герила акции, протести за кои што можеш да завршиш во затвор, или не знам, да ти се случи нешто такво од државата, луѓето ставаат
фантомки, да не бидат препознаени од полицијата. Да. Само сакам да го олабавам човекот, да му кажам да не се секира, никој нема да трча по него, веројатно ние сме повеќе во опасност од колку тој. Ама мислам ова сето што го збориме колку и да е смешно, сепак треба да се прашаме кој носи одговорност за тоа. Кој носи, има ли некој, дали некој треба да чувствува одговорност, тоа што ова се поентите, но кој што се единствениот глас на кој што се изложени и младите, но и сите, поврзани со овие прашања. Може ли малку пред да зборуваме сериозно за тоа, јас да кажам, тоест сакам Јана да ја прашам или јас ќе кажам се едно, зошто за мене јас не можев да го изгледам овој подкаст и стварно сам заслужуваш орден. Едноставно се дереа цело време. Тука беше тој моментот на ментараптинг што го викаат. Не сме смислеле се уште термин на македонски за кога мажи ги прекинуваат жените, бидејќи во студиото има тоа кај нас се вика балканска култура. Да. Во студиото има не знам, четворица од кои што се однесуваат кон, не знам, орангутанчиња, ако им фрлиш банана и почнува нешто цело време само се буткаат. Добро, само така се цело време се буткаат и викаат, пијат ракија, пушат пури, цигари. И има едно девојче таму, девојката која што е дојдена Демек да дебатира со нив. И јас не можев да гледам затоа што таа не можеше никако да дојде до збор. А она пробуваше нешто да каже, они почнуваа да укаат и да се буткаат меѓусебно, а во моментот кога конечно она се избори за тоа да дојде до збор со викање, на масата така како што имаше вака раки, не знам, води, раки, имаше пластични чаши со кикирики полни вака до врв, тоа ми остави исто така голем впечаток. И она како што почна да збори, тој што е до неа си ги зема кикириките, бидејќи сега нема што да прави. А пауза е Мора сега. да прави она збори, така да он нема што да прави, ќе јаде кикирики. И нормално бидејќи е джентлмен, веднаш како што она почна да збори и ги подаде кикириките. Сакаш ја, не сакам нешто од тој стил. И мислам, ама така, Демек. Целиот тој не можев да го гледам заради тоа и заради тоа што е, мислам, на почетокот такви некои луѓе почнуваат да зборуваат и беше смешно исто, да. Вика, ние сега денеска ќе збориме као Демек за интелектуални работи. Се ваков некој кој ќе ви каже интелектуални работи, кој што ништо во животот никогаш не прочитал, а е полн со самодоверба и плюс носи фантомка. И кажува дека нема да зборат за биографски муабети, тоа многу ми се допадна. Биографски муабети ние денес нема ништо да правиме, тоа е шо преш како си ми, тоа се биографските муабети. Така што ве молам биографски муабети. Многу тешко беше, па потоа девојката почна да вика обидувајќи се нешто, ама и тоа е исто еден таков македонски феномен ми се чини на немањето култура на зборување во јавност и воопшто и меѓусебно едно одолговлекување на поентата. 12 минути таму ништо не се кажа. И затоа што главно се дера и се прекинуваа еден со друг и кој ќе почнат да зборуваат, тоа е една навистина умешност да не успееш ништо да кажеш, додека 5 минути зборуваш во празно. И жал ми е што тој простор не само што се користи за пропагирање за промовирање на неписменост и приговорењето, него и пропагирање на многу штетни идеи. Јас имав проблем зашто изгледав 5 минути и 19 секунди. Токму тогаш се обида, односно девојката се обида да се вклучи бидејќи беше повикана од домаќините да каже нешто и при тоа веднаш беше прекинувана и тоа толку ме изфрустрира и сватив дека тоа ќе се случува во текот на останатите саат и 35 минути и решив дека ја тоа не можам да го гледам, затоа што на тој начин се осетив како некаков, не знам, нем соучесник во таа случка. Викам не. Подобро не. Уште пострашно е што добро го диагностицираше ова Руми. Она што меѓу другото недостасува е една вештина, односно желба да се ислуша другиот. И затоа и се тие прекинувања толку брзи. Значи, да го ислушаш другиот, особено другиот кој што има различен став. Наспроти тоа, на првите 3 зборови, ти веќе во главата да спремаш одговори. Затоа ние немаме дискусија не само таму, на таа платформа, туку генерално. Ама тоа е парадокс. Всушност,
почна тоа со ние сакавме да викнеме луѓе од LGBT популацијата да дебатираме со нив интелектуално, ама тие не сакаат да дојдат. Со самото тоа покажуваш прво дека ти не си таму за да дебатираш, ти си таму само да си го кажеш своето мислење, да се дереш, да прекинуваш, да бидеш насилен и брутален во говорот. Да, и тоа е тоа што ние го имаме цело време проблемот во принцип во нашето општество и тоа е дури пропагиран во самото собрание. Го имаме на ниво политичко. Кога политичарот е агресивен, кога станува ова кај мажите се случува најмногу, бидејќи 90% од политичарите ни се мажи. Фраерски однос, QTT или мене ќе ми кажуваш, кршење на говорници, фрлање со хартии, покажување среден прст. Тоа покажува тоа е таква една, и ќе кажам да, маскулинистичка, примитивна тактика на замолчување на другиот, а под превезот на тоа вие не сакате да разговарате со мене. И тоа мене многу ме лути. При тоа е бесполезно. Апсолутно. Ниту нешто се постигнува, ниту нешто народот добива од тоа што некој тоа ќе го направи. Туку е просто еден перформанс и едно себе воздигнување. Значи повтврдување на сопствените ставови, што не е воопшто дел од било каква дискусија и себе промоција. И во таа смисла супер што никој не прифатил да отиде на тој подкаст и не треба. Мислам и мене ако ме викнат никогаш не би отишла затоа што не треба да си спремен на самоубиство, да одиш во контекст, во простор со луѓе кои што не се спремни да зборуваат со тебе, туку од тебе да прават промоција на себе на своите ставови. И фактички да бидеш некаква маскота и илузија за дебата и некаква си рамноправност општествена и рамноправност во дијалог. Да, кога доаѓаш од позиција на некој што не е дел од мнозинството. Без разлика на кој начин. Дали нашите идентитети не се дел од мнозинските или пак нашите идеологии и ставови не се дел од мнозинските. И со тоа сакам некако на некој начин да допрам и таа темата на мнозинството, она што беше што често се употребува како некаков аргумент за да се задржи статус квото, за да не се мрдне никаде од она што денес е доминантна култура, е дека мнозинството така сака, сега мнозинството така си сака и нема што вие да... Тука има, например, мнозинството исто така не сака да гледа жени пијани, така што ние ова што го направивме не би требало да го правиме. Мнозинството не сака жени со разлабавени брави, така што ќе треба да си собереме. Мнозинството не сака хомосексуалци, така што извините, ќе мора да се стрпите и да не бидете хомосексуалци во еден живот што го имате. И мене ми беше многу интересно, особено во однос на парадите. Први нарекоа дека мнозинството не сака и не треба да има парада на гордоста и тоа го кажуваат многу луѓе, ама после малце попушти и рекоа, па добро, мислам, може да има парада, ама ако се облекуваат со усул во кошулчиња. Така што ако мнозинството реши дека на парада ќе излегуваат гејчињата во кошулчиња, тогаш уште од сега почнете да си спремате аутфит и дрес код, оти воспротивно нема да може да користите јавен простор. Темава со мнозинството, тоа е добро што ја потегна. Прво, време е малку да поразговараме за фактот дека мнозинството не може да ги решава општествените прашања. Тоа е апсурд. Тоа е како на необразован човек кој што нема необразован. Не мислам немек не одел во училиште или факултет или што и да е, не е експерт за известно нешто, не можете да му кажете на тој, тоест не можете да него да не го слушате или неа да не ја слушате кога е во прашање експертиза за известна работа. На таков начин, не знам, прво полицијата ќе тепа цело време, затоа што народот многу е заинтересиран исто така за казни. Ке имавме смртна казна. Апсолутно. Немаше да имаме никакви вакцини. Ке исподцркавме сите затоа што немаше да ги слушаме лекарите. Туку ќе слушавме што кажал, не знам, Стојче од неговата фотелја дома што гледал телевизија. Немаше да ги слушаме образовните, не знам, професори или што и да е во однос, иако некојаш не треба да ги слушам, иако сум јас професорка. Но еве, видовме преска каков тип на образование имаме. Но тоа би значило дека едноставно народот ќе го прешуваме за се и се што во последно време и се случува баш поради општествениве, поради овие социјалниве мрежи.
Се сеќавам еднаш кога имаше македонците тоа обожаваат да прават, не знам, за се експерти, за поезија знаат точно кој каде. Никогаш во живот поезија не читале, ама точно знаат се, одеднаш знаат и за струшки вечери, се им е јасно. Така што апсолутно идејата дека мнозинството треба да раководи е апсолутен терор. Тоа значи дека плюс мнозинството и се менуваат ставовите на мнозинството, значи дека секој неколку години тоа што е модерно, тоа ќе треба да прават сите. Или дека другите луѓе треба да бидат утепани, замолчувани и така натаму. Ние као жени нема смееме да излеземе од 4 ѕида ако беше до мнозинството. И прииска Ирина наметна едно прашање, само ќе се надоврзам, каде лежи одговорноста за овие работи кои треба да преземе одговорност. И мислам дека овде можеме да го одговориме некако, а тоа е сите носиме некаква одговорност општествена, секој во рамките на своите области, професии, кругови во кои што се движат, во смисла на тоа да си се протегнуваме до таму дека што е чергичето на нашите знаења, можности и така натаму. Нашата одговорност како Радио Милеви би била да ги потегнуваме овие теми на овој начин, со понекогаш критика, меѓутоа и со нудење на алтернативни размислувања. И мислам дека е тоа многу важно во овој простор каде што мнозинството, кое што го спомнавме, е многу гласно, затоа што го има просторот, ги има социјалните мрежи во кои што секој може нешто да каже. Многу е важно и малцинствата да си заземат дел од тој простор и исто така да си го кажат својот глас. Да, особено е проблематично и тоа е нешто што сериозно ме вознемирува кога се користи мнозинството како алиби и тоа секогаш за конкретни работи. Вие не го прашувате мнозинството кога треба да прави, кој еден лекар треба да прави операција на срцето, ама работа. Да. Ама кога бидејќи и водењето од држава е некаков занает, е некакво знаење, бара некаква случајно има избор. Да. Бираме луѓе кои што сметаме или се надеваме дека се стручни за нешто. Тие да носат прашање за малцинството не може да ги решава мнозинството. Во 2001 ако го прашавме мнозинството, ние ќе излезевме со тенкови на улица. Да. И тогаш не го прашавме мнозинството. Затоа што е без веза да помислиш на такво нешто, но мнозинството го прашуваме за тоа дали треба да имаме, не знам, геј парада. И за жени ги прашуваат. И за жени ги. Најчесто прашуваат за жени и за ЛГБТ. Да. Апсолутно зашто беше патриотски овој подкастов патриотски? Зошто токму се бави со тие две прашања? Затоа што прво не сметаат за својина. Да. Македонецот или патриотизмот во наводници, што не е, сега тоа е прашање што ќе наречам патриотизам, тоа е чист национализам, шовинизам, тоа што го пропагираат овие фантомичари, не знам како да ги наречам. Имаат целта е дека жената всушност нивна својина и ја гледаат како почва и како нешто во кое што нешто влегува, нешто во кое што се поседува. Не случајно нашата вагина ја нарекуваат брава. Мислам, а тоа што треба да влезе во бравата е нивниот клуч. Значи, моето тело му припаѓа на некој, буквално ми го заклучува и отклучува телото. Ако има некој повеќе клучеви од моето тело, тоа значи дека како беше што сме ние курварлук било тоа. Што е различно од проституција. Они обавезно сакаат да целта на аргументот со мнозинството е токму да ги контролираат нашите тела и исто така животите на ЛГБТ и луѓето. Основата на нивниот патриотизам е тоа, ние сме земја што треба да се ора, која што треба некако да се заземе, да се стави некое знаме посед на него и никому друг да не припаѓа. Буквално е како војување со земја. Така што тој аргумент е чисто за да може да не контролираат, да седиме меѓу 4 ѕидови, да переме, да чистиме, да готвиме, да раѓаме деца и не знам што да правиме, да се одолжуваме на нашите предци. Гениално ми беше тоа. Така што нема врска. Добро што спомна и токму женското тело и женската сексуалност како една од, па би рекла можеби една од полињата кои што е најмногу низ вековите, не само денес, подложно на контрола и дисциплина, би рекла дури и дресура. Па ако овие доминантни наративи се толку парадоксални што не стават во ситуација, не нас, туку секоја жена, да не може никогаш да исполни затоа што се тоа парадоксални очекувања. Значи и она што го слушавме во тој подкаст, но и она што го слушаме секојдневно од клупа до училница, до продавница, до пазар, значи од една страна жените треба да бидат чедни, скромни, облечени пристојно, затоа што
така беше кажано во подкастот. Ако жена во проблематично мало, сите разбираме на која мисли во Скопје, проблематично мало. прошета провокативно облечена, нека сноси одговорност за тоа кога ќе биде силувана. Значи тоа е едната страна, од друга страна имаме цела една индустрија која што е насочена најмногу кон жените за поправка на нашите тела. Од липосукции, филери, не знам више како се вика, ботокси и така натаму до ова Инстаграм филтри и слично на совршениот изглед и совршеното тело. И сега ние сме во еден расчекор од тоа, во расчекор од тие очекувања, жените се многу поподложни да ги исполнуваат очекувањата на општеството. Од една страна да бидеме скромни, од друга страна да бидеме убави. Никако да не бидеме параспори, тоа да не заборавиме, стално чешлана, стално средена, никогаш прљава, секогаш нашминкана. И од друга страна средината. И сексуалноста. Или сме фригидни кучки, ладнокрвни, што не знаат ништо, не можат едно додворување на маж да го разберат како джентлменство и кавалиерство наместо како харасмен, или сме курварлуци, курвешти, како се вика, не знам, распуштеници, да. И така натаму. Така што се што е невозможно е никогаш ни една жена, ни едно женско тело, ни една женска сексуалност не може докрај да ги исполни овие очекувања, но кои што многу интересно и самите мажи и жени инсистираат. Да. И се имаш ти различни начини како да ги контролираш. Неформално, не знам, преку овој тип, исто преку озборување пуштјала радодајка, или ако ќе ти залепат етикета дека си радодајка, ти доживуваш социјална смрт. Да. Или формално. Облеката на жртвите се користела и ден не знае да се користи, или однесувањето на жртвите на силување како леснителна околност во судски постапки. Не ми се верува уште дека уште зборуваме за овие работи. Пошто кога ќе ми кажат феминизам, тоа е се, демек 21 век живееме, не луѓе не живееме во времето во кое што мислите дека живееме, кажуваат јавно луѓе дека јас сум крива, така сум облекла сукња и заради тоа сум била силувана, а вашка врска нема ни тоа. Тука морам една анекдота да спомнам. Пред неколку години имав, не знам, воспаление на синуси, ми потече вака едната страна, толкава ми се направи Halloween pumpkin. И нормално не можев таква да шетам. Зима беше башка покриена со шал, натакната со капут со капулјача, значи ништо никаде не се гледа. И одам на клиника, цупкам таму меѓу коните во гужвата, се разминувам со еден маж и тој ми прави. Си викам, зарем толку сум секси, што и преку капот, и преку шал, преку све зрачи, трансцендира тој мој секси пил, или просто, само за тоа што сум жена во јавен простор, што проаѓам, сум се осмелила да пројдам преку ден на клиника да отидам, заслужувам некој да ми каже Да. Точно така, мислам, и нели имаш и некоја изложба на облеки? Да. Да, ги носеа жртви имено и мене ме тегна, да. Каде што беа изложени? Апсолутно нема врска. Истото, јас ми се случувало, не знам, буквално целата завиена во капот и ово она и доаѓа некој ме малтретира. И немам, не знам како да се одбранам од тоа, но исто забележав дека многу повеќе ме малтретираа кога имав 12 години. Тоа од денешен аспект страшно ме вознемирува, затоа што тоа се всушност предаторски едноставно некакви импулси кај мажите, кои што знаат дека се им е дозволено, дека што сакаат можат да прават со нашите тела, дека патриархатот тоа им го дозволува, дека не се казнувани ниту институционално, ниту од народот, ниту од мнозинството. Едноставно тие чувствуваат каде најмногу можат да се извлечат со нешто што го прават. И тоа најмногу им проаѓаше кај млади девојки кои што не знаат како да се справат со целата ситуација, чувствуваат срам во врска со нивните тела. Како што бев мала, толку често доживував такво малтретирање по улица. Тоа е неверојатно, од денешен аспект кога си го вратив, тоа ми е толку морничаво дека такво нешто се случуваше. Оваа култура на насилие мене исто така ја надополнува и со тоа одреден, например, особено на помлади девојчиња, кога некој во јавен простор, маж, дали ќе покаже гениталии или слично, бидува санкциониран така што се собираат друга група на мажи и го претепуваат. Тоа беше кажано и во подкастот. За да се покаже грижата на овие мажи кон жените, односно бравите,
беше кажано дека во Карпош баш имало некој манијак кој каже едниот го викнале него и другарите и не сакаше да каже, но кажа дека, мислам јасно беше дека убиле Бога у njega и ова се најпогрешни начини на справување со системското насилство кој жените го доживот. Некогаш не е ни прашање дали навистина ќе бидеме нападнати. Перцепцијата на страв, моето чувство на страв кога се движам навечер сама, ме прави да не се движам навечер сама. И на тој начин ми е ограничена мобилноста, ми е ограничен пристапот до јавен простор и исто така можноста сама да го користам јавниот простор. Јас морам да викнам некоја другарка или другарка. Не, мораш маш да викнеш. Или да бидеме група. Да. За нив треба да викнеш маш. И тоа што што не праша на почетокот, како ќе се заштитиме ние сега од нашите, нели, бидејќи нашите лица се познати, вака не се криеме со фантомки. За фраканцијата на темата е тоа дека тие би мислеле дека они треба да не заштитат нас. Да. Ние треба да се шетаме наоколу со клучот, тоест не браварот, туку со клучот, нашиот персонализиран клуч, кој што може да отвара повеќе брави, но една брава само еден клуч треба да има. А клучот може да прави други ствари кај сака. Но ние треба да се шетаме всушност со нив, они да не заштитуваат. Тоа е цела идејата на тоа, така што јас ако сакам да бидам заштитена, точно мене нема да ме заштити полиција, мене нема да ме заштити системот, ниту пак мнозинството кое што ќе каже па добро си го барала затоа што си барала навечер воопшто се шеташ. Да. Тоа е целата идеја. Или тоа или ќе кажат соберете си ги мажите, нека го претепат. Да. Што исто така е исклучително. Страшно, затоа што ништо и бесполезно. Апсолутно ништо не се решава од проблемот на тој начин, туку се создава уште еден чин. Да. Не само што не се решава, туку зборува за голем системски фейл кој што на тој начин само се перпетуира понатаму и понатаму. Ако може, јас ќе им се обратам на нашите пријатели мажи, може ли да не штитите на таков начин што ќе ни речете, кажи која одма ќе го истепам, него кога ќе седнете во друштво со шовинисти што тресат глупости, ако може, тука на лице место малку да ги едуцирате, наместо после да се фалите дека ќе ги тепате. Тоа би било многу подобро. Со многу работи ќе се согласиме, ама секогаш останува таа дилема што да правиме и како да се справуваме со овие работи. Кога се појави не само овој подкаст, истиве дебати беа и не знам Миленко Неделковски кога правеше шоу, Лазаров и Латас беше главна тема. Да, па и се уште. Да. И тој тип и многу, значи еден дел од луѓето ќе кажат, луѓе, дајте нешто да изреагирам. Еден дел ќе каже, како да не, тоа се глупости. Воопшто не треба да се реагира. Трет мисли, не, само кривични пријави и слично. И тука не знам, имавме ние, нели, дилема и разговаравме меѓу нас дали воопшто да снимаме подкаст на оваа тема. Освен, нели, можеби на што рековме дека окей, ние сакаме да ги кажеме нашите ставови на тие. Но што мислите вие, што треба да правиме кога во вакви случаи ги има и во иднина? На оваа хамлетовска дилема да се шливи или не, мене интимното ми кажува дека во принцип не треба да се шливи, меѓутоа реалноста покажува дека можеби не е тоа сосема така. Така што за мене веројатно некоја златна средина би била најдоброто решение, а тоа е шливиш во одредена мера, онолку колку што треба за да се искритикува нешто, меѓутоа отвараш простор и за другите наративи. Создаваш простор во кој што некој друг кој што не се наоѓа или кој што е сосема нападнат во таа сфера, ќе може да си го најде својот глас, својот кружок, нели, и својот бабл на крај да си го направи. Да, на некој начин се обидуваме тоа да го направиме денес, ова што го кажуваш ти. Зборувавме дали. Мислам, јас имам малку грижа на совест дека збориме за оној глуп подкаст. Мислам, стварно е безмозочни се работите што ги зборуваат таму, меѓутоа знам дека и штетни се и сега ќе ни кажат доста луѓе, леле, вие правите некој популарен, исто како што беше со Лазаров. Од друга страна, премолчувањето на ваквите наративи, премолчувањето на ваквите наративи всушност ги нормализира. Им даваме доволен простор да не ги критикуваме, да не зборуваме за тоа всушност колку се тие штетни и така тие само се протнуваат, бидејќи тие не дека тие онака се популарни, не дека ние нешто кој знае што ќе направиме, што ќе ги направиме популарни. Идејата е можеби преку тоа кога ќе зборуваме за овие штетни феномени, можеби да ги
да се научиме како да се справуваме сите меѓусебно со тој проблем. Меѓу другото, еве, можеме да зборуваме и за известни стратегии, кога си имаме работа со ваков тип на насилнички говор, кој што едно кажува, а друго мисли. Кажува, јас сакам да дебатирам со тебе, јас тебе не те вреѓам, ама всушност ме вреѓа, ме сведува на тоа дека сум брава, дека сум ненормална. За ова бравата ми е гениална. Дека не знам, дека треба да ми го контролираат телото, моето движење и така натаму. Истовремено ми тврди дека тој сака да разговара со мене. Не, тоа е лага. Не сака да разговараат со нас. И ние не треба да разговараме со нив. Не треба да одиме на дебати со луѓе кои што имаат ставови во кои што они сакаат нас да не уништат. Тие сакаат ние да не постоиме во тој свет. Тие се насилниците. Јас со насилник не сакам да разговарам. Јас сакам да на луѓето кои што се за вистинска соработка, луѓето кои што пропагираат љубов, разбирање, кои што пропагираат прифаќање на различностите, сакам можеби со нив да разговарам во однос на тоа какви тактики на справување би можеле да имаме. Например, таа тактиката дека јас мислам дека не треба да се разговара со тие луѓе, не треба да им се оди во емисии и треба ние почесто да го зафаќаме тој јавен простор со нашите ставови на прашањата, а не разменувајќи, бранејќи се од нешто. И уште нешто сакам да кажам. Они имаат повеќето вакви насилници, всушност тоа се пропагатори на лажни вести. Тие тргнуваат со еден став, ќе кажат нешто што апсолутно не е вистина за вас. Например, не знам, ќе кажат дека сме болни. Или не знам, ќе кажат дека сме болни, дека сме ненормални. Кога јас 17 пати ќе кажам дека не сум ненормална, дека јас всушност сум обичен човек и така, ќе почнам да се правдам за нешто што апсолутно не е вистина, тоа влегува во увото на јавноста, јас почнувам да се расправам за нешто што е безпредметно. И тоа често го прават. Тоа е, например, сега да ми кажат, не знам, Румена, често го кажам мој пример, Румена има магарешки уши. И јас излезам, ама немам ја магарешки уши. Он ќе каже, имам, сум читал, има истражувања за тоа. Знам дека имаш магарешки. Ама види, немам, остај сега тоа види. Има различни перцепции, ќе ти кажа. И сега јас 17 пати треба да зборам во јавност дека немам магарешки уши, на крај моите магарешки уши стануваат тема на разговорот. Едноставно не треба да се зафаќаме со дебати за лажни вести. На крај добиваш магарешки уши, влегувајќи во таа дискусија. Да, се согласувам апсолутно со тоа. Единствено нешто што мене ми е јас сум на пример за одредени работи против кривичен прогон. Мислам дека е безполезно, исто така. Не верувам во апсолутна слобода на говор, напротив, не сум од тие, ама мислам дека задача на сите нормални луѓе во оваа земја е да креираме култура и општество кое се саморегулира. Наместо да правиме маченици и жртви од овие луѓе по судски процеси од кои што секако ќе излезат како победници. Мислам, тоа апсолутно да не помислуваме на спротивното. Сметам дека во најголем дел од овие работи треба да ги оставиме институциите на страна и стварно треба како општество да се позабавиме сами со себе. Не мора секогаш полицајецот од згора да не контролира. Исто така со оној став ќе ги направите популарни. Не се согласувам затоа што тоа се доминантни начини на размислување. Тоа се наративи на доминантна култура. Не можеме ние да направиме популарно нешто што веќе е популарно. Ако мислите дека тој конкретен подкаст ќе го направиме, искрено не ме интересира, ниту имам некаква идеја, но важно ми е тоа да сепак ние креираме една друга Македонија. Ај за Македонија. Ајде за Македонија, да. Ај стварно да ни е жива и здрава. За оваа другата Македонија. Дори вие кажувавте паметни работи, јас мислив еден виц. Како прав наследник на бумерите. Како ќе насмееш една брава? Ќе кажеш нок джок. Не мој Мицо. Полека да го... И имаш уште некоја поинта? Пошто сакам да ти се спротивставам. Добре. Да. Јас сметам дека треба да има, дека треба да се гонат. Сметам дека секој пат кога има престап, дека тој треба да биде евидентиран и покрај тоа што можеби нема да биде истерана правдата. Како што секоја жена
пријавува насилство дома, знаете, тоа често насилството не бидува земено предвид, но постои некаква трага дека ако ништо друго системот бил неправичен и дека долго време се билдало тоа. А инаку, им кажуваме на луѓето, немојте да пријавувате, нема никаква сврха, уште помалку имаме доверба, уште помала доверба во институциите и на таков начин, како да им викаме на луѓето, преземете ги работите во ваши раце. Јас сум за тоа константно да го напаѓаме нашиот систем со тие пријави и покрај тоа што тие можеби нема да бидат успешни. Оти тоа е сепак една трага остава за себе на некаков тип на отпор. Затоа сум за. Мене само ме плаши чувството на мнозинството во такви моменти дека се тоа иницијативи на цензура. И се што е насила потиснато, исто како со политичката коректност, што имам амбивалентен став. Кога нешто е притиснато во име на општествени норми, то ќе избие било кога. На некаде. На различен начин, дали преку навредив хумор, дали преку, не знам, овие табу стайл политичари, популисти кои што се изиграваат Че Гевара во собрание со 1000 евра плата и така натаму, ќе најде некои процепи во кои што ќе избие сето она што е затрпано. Но исто така се согласувам па и дека работата на системот е меѓу другото и да контролира и да регулира јавна сфера, така што на средина сум. Исто не сум сигурна, баш сум на два памета што викаат за овие работи, затоа што од една страна тоа што го викаш ти има многу смисла да се евидентира и архивира сето она што се случува преку пријави, меѓутоа да се проаѓа низ тој процес исто така знае да биде многу макотрпно ако си човекот што пријавува и да проаѓаш низ разноразни процеси и финансиски и психички, секако знае да биде голема тортура, така што би размислила да сум јас на местото на некој што би требало да пријави нешто такво, дали или не, и веројатно некој момент би одлучил. Да. Видете, ми се свиѓа оваа дискусија, прво ова е тоа, имаме спротивставени ставови. Не мора да значи дека дека има една иста стратегија или дека има едно исто решение. Не е точно. Да. Не знам, јас мислам дека ќе се степаме после. Брат, шо викаш, на ферка една. Не знам, еве, тоа е тоа. Многу често луѓето бараат конкретен одговор. И се што да правиме? Па нема конкретен одговор за работите. И тоа е окей. Треба да дискутираме за работите и тоа и некогаш и тоа многу ми се допаѓа дека сите очекуваат дека има една формула за секоја слична ситуација. Не, во една зависно од контекстот различно реагираш. Да, и тука нема ништо страшно и не треба да се согласам, не треба да се напаѓаме меѓу нас. И тоа е најстрашно. Еве сега ние што се бавиме со вакви прашања, нема зашто да се плашам дека некој што исто така се вознемирил од подкастот или не знам или не знам што, да се расправам потоа со тој човек дали јас навистина добро сум направила што сум реагирала или не сум реагирала. Па оставиме тоа моето мислење во ред, дајте ќе дискутираме за тоа. Да. И секој нека си тера со некакви стратегии, но важно е да имаме некакви стратегии на отпор и важно е ако никој не ги прави, барем ние да почнеме да ги правиме. Па утре некој ако сака да пушта кривични пријави за подкасти, нека го прави тоа ако тоа смета дека е најдобро. Важно е да имаме некакви точки на отпор. Да. Некакви иницијативи кои што ќе кажат не, чекајте, постои нешто друго, имаме и некој друг став за кој што веруваме дека е исправен. И да не одиме на дебати со насилници. Тоа секако. И на крај само исто така еден апел. Многу ми беше интересно во односи на ова што го правеа ова аргумент дека ги правиме популарни. Знаеш, ми беше многу интересно, они исто викаа во подкастот, што ова у јавноста само се збори за феминистки и за ЛГБТИ, а тие прават подкаст во кој што првата епизода тие зборуваат за феминистки и за ЛГБТИ, што е стварно ми е чудно, а не се правило муабет за поважните работи. Дечки, те молам, правете муабет за најважните работи, оние кои што вие мислите. Дека се најважни, оно што мене ми останува е да ги замолам овие десничариви и националистиве, ако можат да престанат да парадираат по јавноста и низ улиците со своите символи и идеи, да ни се бутаат у фаца со нивните идеологии, постојано да ни се наметнуваат и да си се себе промовираат. Имате право, правете што сакате, ама во вашите 4 зида навистина треба нас нормалните да не гоускратите ова вознемирување со кое што се соочуваме секој ден. Епа за Македонија. За Македонија
вечна да ми е. Во наше време. Време за нашата омилена рубрика во наше време. Минатиот пат зборувавме за извонредното музичко достигнување на Ристо Бомбата. И Кучешка Тенија. И Кучешка Тенија. Ој ти Педро, давај газ. А сега ќе зборуваме малку за К15, Но пред да преминеме на К15, би се навратила само на Педро и на нешто што го дознавме во меѓувреме, откако ја снимивме емисијата, а тоа е дека ликот на Педро е базиран на вистински лик, на вистински човек, геј човек од Прилеп. Точната негова животна приказна не ја знаеме, меѓутоа од она што прочитавме по коментари на YouTube и на социјални мрежи е дека тој човек трпел реален, вистински, сериозен терор во својот град заради тоа што бил геј и веројатно песната е направена во една хехе варијанта за сето она што тој човек навистина го истрпел. Така што, ако зборуваме за хуморот на нашето време, можеме да зборуваме и за реалните реперкусии што тој хумор ги има, и за несмешноста на тоа смешно и за тоа колку треба да бидеме внимателни кога се смееме на оние работи кои што не сме ние. Така што, дечки, бидете внимателни кога и како и на кого се смеете. Ти си прав феминистички смор, или тоа што го викаат feminist killjoy. Killjoy. Нели, немаме смисла за хумор, ние цело време ги канцелираме, ги откажуваме, еве сега дојдовме да го откажеме Ристо Бомбата, или истото ќе го правиме за К15. Не сме тука да откажуваме, едноставно тука сме да коментираме некои работи, да се соочиме со нашето пресмешно минато. И всушност какви работи, еве во однос на Педро и така натаму, колку хуморот и всушност промовира и нормализира насилство. Тоа е идејата. И колку хуморот кој што и го промовира и го нормализира тоа насилство и потекнува од едно такво насилно време, за кое што еве денеска ќе зборувам преку К15 и вредностите што ги промовираше. За ова треба да ставиш фантомка, бидејќи е навистина страшно во денешно време да се критички разгледуваат одредени работи кои што се дефинирани како гениални. Да. Требаше, Требаше сега на свој ризик. Па нема, ќе ме заштити некој маш. Некој тука во студиото имаме повеќе техничари. Ве молам. Ме инспирираше инаку за ова да зборуваме една моја студентка која што на постдипломски напиша текст за хуморот во К15 и баш извадив некои од низините, Елена Петрова се вика, баш е добар текстот. И извадив некој од работите за кои што е еден скеч ќе спомнам. Мислам дека сите знаеме што е проблематичниот лик во К15, еден од, а тоа е ликот на албанецот. Да. И тоа има неколку. Има еден што се вика Зоран. Зборувајќи со Јана, сватев, јас знам затоа што ми имаат кажано дека Зоран, албанците демек порано се правеле дека се македонци, бидејќи не успевале да влезат на базен, не ги пуштале во диско и така натаму, и посебно ќе те праша како се викаш, кажува дека албанецот кажува дека се вика Зоран, за да не сум. Затоа ликот на Зоран е како некоја така, како постои албанецот што се вика Зоран е како некој тип на лик. И не случајно во К15 има албанец што се вика Зоран и тоа го кажува така, нели, со кој демек албански нагласок. И тоа е едниот лик кој што се појавува цело време, кој што ги коментира и некои националистички ситуации, албанофобија нормално цело време се пропагира преку тоа, меѓутоа исмевање на албанецот како неук, нели го имаме така со едни заби издадени, го имаме Бранко Огњановски, така ли се викаше, да, со мустачето, па со кечето, па во некој гунче облечен, па клечи, па не знам, онака многу понижувачко стереотипно исмевање на етничкото малцинство во Македонија, кој што онака не било третирано со почит никогаш. Така што тоа е еден од најголемите проблеми. Но факт е дека К15
тројцата актери, тоест луѓето кои што стојат за тоа, има известна смисла за хумор и не известна, туку има талент за создавање на комични ситуации кои што и до ден денес во известна мера функционираат. Јас не сакам да им го одземам, ниту пак некој од нас. Меѓутоа, исто така тоа не значи дека хуморот им бил прифатлив. Да. Особено од оваа перспектива сега. Апсолутно. И тогаш беше страшно. Прашајте ги албанците како се чувствувале, или жените, или ромките. Има еден ужасен скеч што се вика интервју со ромка. Исто, мислам, тоа е таков кринж, не можам да... Што се збори? Па не знам, демек Мила Паника оди и разговара со една ромка, таа е уствари една бела глумица која што зборува на некој источни дијалект, пошто нели дијалектот е секогаш смешен. Оди го исмева тој што е необразованиот, послабиот и така натаму. И кога ја прашува работи цело време и се е тоа, ромите имаат еден тон деца, смрдат, прљави се, крадат, сите се шиги се на тоа како им се викаат децата, како шиткаат железо, како не знаат да сметаат, како не знаат да бројат. Целиот скеч луѓе е толку кринж. И плюс нели зборува со еден ромски акцент, не е ни смешен. Целиот е базиран само и исклучиво само на тоа да се исмее ромката. И тоа се вика интервју со ромка, нема ни име. Ромка. Чисто. Сега сакам да споделам еден скеч во кој што на почетокот е смешно. Зошто? Затоа што Тошо Малерот глуми некој тип кој што седи во галерија и гледа слики и зборува, кога ги гледа сликите, зборува, тоест доаѓа албанецот, оноја на Миле Паника ликот, доаѓа така, нели, како што обично е, мислам, како што го замислува албанецот. Така, точно. И он сака нешто да го праша, ама овој не го слуша и туку и почнува да интелектуализира и тоа е стварно смешно, тоа што го кажува Тошо Малерот. Ова дело, всушност, односно впрочем, представува една своевидна синтеза, нерационални форми со екзалтиран микрокосмос и со неприкосновеност, односно со опортунистично саркастична иконографија од една страна, и двовалентноста како солуција, заедно со космополитизмот, како начин на субјективистичка визија на комуницирање на читателот со авторот од друга страна. Јас како ликовен уметник можам да посведочам дека од прилика вака изгледаат многу од текстовите во каталозите наши, да пишуваат историчарите. Апсолутно, многу е добро. Тој дел е супер и тоа е таа една... А зашто е смешно? Смешно е затоа што се исмева со некој што е посилен. Се исмева со лажниот интелектуализам, не исмева некој кој што нема како да се одбрани. Од ова се интелектуалците во Македонија кои што вакви глупости трескат со децении. Ова не е ништо, вака зборуваат и наши професори, вака зборуваат и политичари, вака зборуваат на вистина ликовните уметници. Проблемот е другото, они знаат како комичари дека мора да има некаков контраст. Најчесто во контрастот се наоѓа несоодветството, кој што предизвикува смешна реакција. Тоест реакција на смеа. И сега они го ставаат овој необразованиот албанец, тука, кој што доаѓа таму, и му вика не може да го прекине никако точно, на крај му вика, абе извини, да не дојде да не ме бареше тука една минџа со мантил. И тука треба да се насмееме веројатно, така. Тоа е смешното. Тоа е панчлајнот. Не е ова другото, тука е минџа со мантил. Кај што не знам колку нивоа понижување на албанската жена. Прво ја нарекуваш брава, минџа. Така, друго со мантил и смевање на целата традиција и на облекувањето повторно на жената. Измевање на албанската жена генерално. Ништо смешно нема во тој, е страшно крајно проблематично од денешен аспект. Баш ме занима дали денес кој што би поменувале овие. Па да, ја мислам дека да. Оно што знаме дека едно истражување гледа, јас мислам дека не знам мислам дека може би од некои прошли. други комичари, да, но се надевам или може сакам да сум вечен оптимист и да мислам дека дечките, чичковците од К15 кога денес би ги правеле тие работи, не би ги правеле баш. Да. И јас мислам дека некој друг контекст може би баш ваков тип на хумор веќе не би. Види се, од нив си, мислам, мене, да, Јана што го кажеш, контекстот е битен. Па сега ние сакаме да не е од нив. Да, јас сакаме да мислиме дека не би дека тоа било продукт на времето. Искрено јас сакам да мислам така. Ама не сум
Она што засегната. исто е, например, сега не можам да кажам дека може да ги испере другите работи, меѓутоа они беа страшно критични спрема македонскиот стереотип и спрема македонските ликови. И тука морам барем на кратко да го споделам мојот омилен скеч. Македонски селеници во Австралија, не знам, втора генерација, више трета, таму се раѓаат внуци и се снимаат да пратат поздрав до Македонија, знамето од Виргинија позади нив. И они зборат колку си ја сакаат Македонија, како е голема неправда со знамето тоа што се случило, што сме го продале, па како они $5 дале, уште $20 ќе дадат за Македонија. И еве тука сите собрани, сино Крис, не знам, внучето Џон, и оче сме големи патриоти, кучето Гоце си го крстиме. Мислам, тоа е, нели, стереотипите за македонците и за тоа како се разбира патриотизмот, колку е добар кога, нели, колку си ја сакаме Македонија кога не сме во неа, кога се викаме Џон, и колку $5 ќе ја спасат Македонија. Да, затоа што е пак доминантност. Затоа што е прашање на тоа кој тука критикува не боли, затоа што е критикува некој кој што се прецепира за доминантен, сепак живее во многу побогата, попрогресивна во однос на париева земја. И оттаму не е толку опасно. Немаш емпатија кон ликот. Кога имаш емпатија, не може нешто да биде смешно. Апсолутно. Целата работа е, не може смешно било бидејќи сме немале емпатија кон ромите, сме немале емпатија кон албанците, сме немале емпатија кон албанската жена и сме немале емпатија кон македонскиот селанец. Да, Затоа што и тој е тука и во тие скечеви го наоѓаме и тој исмеван, затоа е смешно што е на диалект, бидејќи тој е некој образован што не е од Скопје, тоест не е образован, што не е од Скопје, па автоматски е смешен, можеме да го смееме дека е селјак. Селјак на годината има еден скеч пример. Да. Добро, ми беше интересен еден некој тип на експерименти што се правени во рамки на социјална психологија за тоа кој на што се смее. Дали не смеат повеќе хумор кој што е насочен да ги исмее оние кои што се помоќни, посилни во даден контекст или оние кои што се послаби. И ми беше супер заклучокот, баш интересен, дикош не сум размислувала дека и хуморот може да биде таков катализатор да отприлика забележиш кој каде е. Оние на кои што им е позабавен или ги забавува хумор кон посилните, се луѓе кои што не го оправдуваат системот и најчесто се бунтовни. Луѓе, оние кои што повеќе се смеат на хумор кон послабиот, се луѓе кои што го оправдуваат системот и го се негови чувари. Драго ми е дека сме на другата страна. Мене ми е умилен, и јас сум умилен скеч од К15, неколку нема да ги кажувам сега, ама ева да речеме дека ако ништо друго, можеме да чепнеме во светото и да понудиме, и ако нешто ни се допаѓа, да понудиме некаков критички поглед кон оно што не ни се допаѓа од тоа. Апсолутно. Едноставно, убаво е да ги прегледуваме работите од минатото и еве кога имаме сега и таков хумор, а има во Македонија таков хумор, и голем дел од стендап хуморот е насочен кон тоа да се исмева на геј луѓето, затоа и Педро давај газ е автоматски смешно, затоа што за нив е смешно, затоа што хомосексуалноста им представува табу и затоа што на известен начин така и се промовира и насилството кон таа заедница која што ја дехуманизираш. Со тоа што ја прикажуваш како некаков тип на, не знам, еве, ромката. Таа е апсолутно дехуманизирана со исмевањето. Ма затоа и не се смешни македонските стендап комичари. Јас сум се обидела на нас не се смешни. Не знам на кого му се смешни. Тие на вистина. Па постојат. Затоа сакам да кажам дека од непријатно се смеам пред телевизор, се фатив себе си дека од што ми е незгодно се смеам како да му правам услуга на тоа е. Затоа е интересно со К15. Не мислам дека баш вакви би биле скечевите во денешно време. Значи ние живеевме во едно време кога тоа беше сосема нормално, толку беа добри тие времења. Толку ни недостасуваат. Апсолутно, да можеш со секого да си се посмееш. Да. Мислам, а не се вака феминистички смор. Да мислиме дали може, дали не може, дали е окей, дали све не. му забранивте на човек. Да, катастрофа. Ама ајде за Македонија уште еднаш да наставиме пред следната рубрика. Јазикот е отепувачка. Во нашата емисија Радио Милева, оваа недела ќе ви представиме нова рубрика. Рубриката се вика Јазикот е отепувачка, каде што ќе се занимаваме со некои
специфични манифестации, да звучам како Тоша Малерот, со некои специфични манифестации на јазикот во денешно време и всушност какви типови на општествени феномени се огледуваат низ јазикот? Па за денес јас си смислив еден мал преглед во однос на тоа што читаме во порталите и во медиумите генерално, кога се известува за фемициди, кога се известува за насилство врз жена, семејно насилство и така натаму. Има некои фрази кои што некако се повторуваат и често ги среќаваме. Нивниот проблем е што не е само во Македонија всушност тој проблем, тој е генерално регионален. Јас го забележав кај вести генерално од Балканот, во Босна имаше доста такви случаи сега скоро. Истите се фразите за жал, значи тоа е една балканска култура на свилени рагавици, би ја нарекла, кога се известува за вакви теми. Дали тоа новинарите го прават затоа што не се премногу креативни, дали тие фрази се веќе толку одомаќени па по автоматизам си ги користат, меѓутоа несвесно придонесуваат кон омекнување на бруталноста на темите со кои што се занимаваат. Па да видиме, издвоив неколку. Првиот, да речеме, проблематичен термин е кога зборуваме за убиства од љубомора, семејни претепувања, убивања на собствени жени, мајки и така натаму. Тоа обично се нарекува семејна драма, ако си ја убиете, не знам, ако си ја убиете мајката или сестрата или така натаму, или љубовна драма, ако си ја убиете жената или девојката и така натаму, дали за тоа што била неверна, дали за тоа што вие се сомневате дека е тоа така, се едно. Понатаму имаме термин кој што мене ми запара уши и очи, особено кај случајот со фемицидот во Босна, кој што беше пренесуван на Инстаграм. Во еден од босанските портали за таа вест прочитав дека убиецот и пресудил на жртвата. Наместо да прочитаме дека убиецот ја ликвидирал, ја елиминирал, брутално ја упукал и така натаму, што е реалната состојба. Исто третиот термин кој што го среќаваме кој случаевите на силување е терминот облјуба. Наместо да се каже силување. Сега, зошто овие работи се проблематични? Затоа што кога вие ќе чуете драма, што е драмата? Драма е нешто што се игра во театар, така? Се крива завеса, се игра фикција, се спушта завеса, сите си одат живи дома. Кога имате семејна драма која што излегува од црна хроника, таму имате некој кој што е убиен. Некој кој што е претепан. Некој кој што е виктимизиран на кој знае колку начини и кој што пред да кулминира тоа исто така трпел реална тортура, а не фикција. Потоа, кога пресудуваме некому со пиштол или со ќотек или со палка, терминот имплицира дека прво имало некаков престап. Второ, дека имало некаков процес, дека некој решил дека тој некој е виновен, па тогаш стигнала некаква пресуда. Овде нема тоа. Овде некој решил дека некого ќе убие или ќе претепа. И конечно, кога зборуваме за облјуба, наместо да зборуваме за силување, за жал не зборуваме тука за никаква љубов. Зборуваме за физичко тероризирање, малтретирање и навлегување во сите инстанции на нечиј интегритет. Па и коренот на зборот силување од сила. Така, облјуба носи љубов, нели, во коренот на зборот. Така што не знам, не би сакала да апелирам до медиумите, меѓутоа сакам некако да ги разговараме овие работи и да се свестиме дека драмите се за во театар, дека, не знам, пресудите на суд треба да се донесуваат, а дека кога ќе посегнеме по нечиво тело или по нечива душа, тука нема љубов, тука има насилство и сила. Јас би сакала исто да апелирам да се кажуваат работите и технички така како што се вика фемицид. Има име за тоа, се вика фемицид. И ќе зборуваме можеби некогаш за тоа, затоа што не има јасно очигледно на јавноста зошто убиство на жена се вика фемицид.
Апсолутно. И покаже и последниот случај во Кочани колку имаме потреба, Да. се повеќе да зборуваме на овие. Ќе зборуваме некогаш и за тоа, иако е многу мрачна темата, ама еве, фино е да се знае дека треба да почнеме да ги зборуваме тие работи, така како што се фемицид, силување, кој ќе кажат обљуба на 7 годишно девојче. Изврши обљуба на 7 годишно девојче, педофил силувал дете. Тоа е всушност тоа што треба да го пишува. Си ја љубел он. Да, тоа е, мислам, страшно. Добро, со ова ќе завршиме со таа рубрика, ќе имаме и други, јазикот е отепувачка. Ако имате и вие, можеби некој пример од тоа како јазикот се користи да релативизира извесен феномен на насилство, можете да ни пишете во коментар. А следниот пат ќе имаме многу повесела емисија. Ќе бираме Маш на годината. Тоа ќе биде нашата новогодишна емисија во декември, во која што ќе имаме ќе го избереме најбитниот, најшармантниот, најправичниот, дајте некој други. Може би и најмажествениот маж. Најмажествениот маж. Со најмногу клучеви. Може би. Со најголем клуч. Со најголем клуч, се извинувам. Да. Ќе го бираме, ќе има повеќе кандидати, доколку имате вие самите предлози за тоа кој треба да биде Маш на годината на 2023-та. Можете исто така да ни пишете во коментар, ќе бидеме благодарни доколку ни пишете и зошто сметате дека тој треба да биде Маш на годината. А ние по тоа ќе ви ги прикажаме нашите номинации и ќе го избереме победникот за 2023 година. Со тоа се одјавуваме. Фала ви многу што не слушавте, што бевте со нас.